Некои од вас знаат, а некои не знаат зошто јас денес сум пред вас на малите екрани. За оние кои што не знаат, на кратко ќе ви објаснам. Во последните 5 години професионално се занимавам со хуманитарна работа преку моето здружение Проект Среќа. А Проект Среќа се занимава со сите деца во социјален ризик кои што имаат потреба од подобрување на квалитетот на живење. Влеговме во многу домови и заедничко за сите нив беше тоа што децата во тие семејства живеат во многу тешки услови. Како да го поправиме тоа? Долго време размислувавме на таа тема. Што можеме ние да направиме? Ние сме едно мало здружение. Можеби сме ние мали, но ова општество е големо, има големо срце. Решив да ги поттикнам сите во оваа земја заедно да изградиме огромен број на домови каде што живеат деца во тешки услови. Јас сум Сашо Грковски од Скопје, живеам во општина Кисела Вода, насоба Усие, поточно. Јас сум Андре Грковски од Скопје, од Кисела Вода, учам во Михајло Пупин. Живеам сам со мојот малолетен син Андреј Грковски. Живеам само со татко ми, имам 16 години. 2005 година останав сам со Андреј, во меѓувреме го имав и татко ми се уште жив, кој доби за жал мозочен удар. 100% му беше оштетен видот. Со мајка му на Андреј судски се разведовме. Го остави Андреј на мене и со татко ми, така беше, мислам, многу тешко во тој период. Али јас морав, имаше година и 4 месеци. Јас го земав, реков дека ќе го чувам и ако заговам негде дека ќе ги известам. И Центар за социјални работи и судот ми го доделија на мене. Мајката ја задолжија 1000 денари да плаќа алиментација. Значи за цел тој период нити плаќала, нити па го гледала. Значи викенд од центарот требаше да го зема во петок, го не дава да го врати. Не го почитуваше тоа. И ден денес, мислам, сум на суд, ништо, тоа е тоа. Одеше добро, мислам, татко ми меѓу време почина, тоа останав со Андреј. Андреј и како многу мало идеше во градинка, уште од тогаш. Основно училиште го запишав пошто работев до школата Големи Делковски. Таму и заврши 9-летка и тоа со уште добар успех. Моментално, поради новонастанатата ситуација, учиме онлайн. Услови немаме, значи интернет, лаптоп или компјутер. Сега е 2 година во Михајло Пупин, исто со одличен успех, со сите петки. Мислам, детето си е супер. Има желба да пее уште од мали нозе. Понеделник и вторник спрема распоредите имаме пракса и одиме во школа или следиме онлайн. Од среда до петок одев кај тетка ми од Савајля, таму следев онлайн настава и си доаѓав, секој ден одев и секој ден се враќав. Во тој поглед е лесно, нели, да се чува, да се одгледува, не бара кој знае колку, знае како ми се можностите, скромен и со тоа што ќе му дадам, знае и да врати од тоа. Сега школата ни понуди опција секој ден да одам во школа и ни обезбеди просторија со интернет и со компјутер. Скоро секој ден одам во школа и така следам онлайн настава. Пред 33 години кога беше поплавата и овде беше силно невреме, вечерта ми падна оджакот, почеа да паѓат плафони од озгора, пошто е трска, малтер. Цела ноќ не ја преспавме, седевме во еден ќуш, евентуално отид. Куќата е од 70 година, татко ми што ја правил. Пак добро издржа, ја мислам дека ќе падне цела, али... Па, како и сите останати, најпотребно ни се општите услови за живот. Значи, тоа да имаме здрав кров, да не тече, да е сува. Што можев, одржавам негде ке замачкам, ке онакам, али и средство пред се треба, јас тоа не можам, мислам. Па, највеќе кровот.
највеќе кровот да не тече и тоаш би се смениле сите работи. Не би течела, ни ќе бидат поразлични работите, значи. И сами гледате и плафоните ми се понадени. Значи, а доле, пошто имам патос, како тече од озгора, разбираш и патосот скапува. Значи, што и да направам, и парче гипс картон да ставиш и да измочиш од озгора кога тече. Значи, една керамида да смениш, две, другата пука, да сгазнеш, пукаат. После средното сакам да запишам факултет, у план сега за сега ми е финки, но пред тоа што исто така од многу сакам да пеам, па може би понатака и би се занимавал со пеење, па сега не знам како ќе биде. Вака колку можеме да се стопли време, но средувам тука по дворот ке шапки, едно, друго, трето, пето. Тоа можам. Денес се наоѓаме во населба Усија. Зошто сме овде? Затоа што овде живеат татко и син, кои што ја знаеме нивната приказна и кои што поголемиот дел од животот за жал го поминале мачејки се. Таткото дава се од себе да работи и да заработи доволно, но за жал тоа никогаш не е доволно за да може нивниот дом да биде реновиран. Ајде сега да пробаме да ја најдеме куќата. Тие не знаат дека денес доаѓаме, односно знаат дека јас ќе стигнам, немаат поима нормално зошто стигнувам. Им кажам, доаѓам да си направиме муабет. Ајде да пробаме да ја најдеме куќата. Знаеме дека е натаму некаде. Прв пат доаѓам во оваа населба. Ова е веројатно најубавиот дел од снимањето, кога треба да им ги кажеш добрите вести на луѓето. Нема ништо побаво на светот од среќа и од тоа да можеш да усреќиш некого. Бидејќи снимаме за време на корона, односно короната се уште трае, иако правевме толкава пауза, мора да ги почитуваме сите протоколи и сега јас ставам маска пред да влезам кај нив. Само момент. Чекај, видам, добри сме. Добри. Океј, ајде. Тука сме, да. Добар ден! Како сте? Добро. Јас сум Кристина. Драго ми е. Хело! Како си, Андреј? Дојди, мора да те гушнам. Како сте? Одлично, ја дојдов денес малку да ја видам, да си направиме муабет. Може? Значи, ова е влезната врата. Да. Овие ѕидови се колку стари? Тоа од 70-те години. Од 70-тите, а? Да. Кога сум се родил. Тогаш татко ми е направено ова, пред 33 години поплавата кога ме фати. Тогаш почна да паѓа, да. Ова е сериозен проблем. Колку можеме, мислам дека така посредуваме на дура, Така, да, ве разбирам, ама ова е... Сега не тече пред да сам под средо остава едно друго, некоја керамида, најмо едно друго. Како знаеш се снаоѓаш нормално. Да. Овдека зимно време, тука си спиеме ги два троседа со Андреј. Така? Пошто на дрва се грееме, ево и сега се гори школата. Така? Да. Ова падна од поплавата, ја го зидав како го созидав, нагоре е добар, ама до тука на два пати го зидав, го мачкам се. Аха. Што ќе се најдам? Ради коло едно друго. Така. А тука што има? И таму имам една соба. Тоа треба да е као на Андреј, така? Да. Не ја ни користиме, да ти кажам. Да. Подовите, доле што има? Патос, нагревие и стаклена волна како изолација. Значи нема доле кошулица нешто бетон. Па она е подигната, полетица е, ама мислам дека нема. Тука Андреј летно време, кога е топло, тука си... Тука си седи, си работи, си учи се.
ова ми е веца тука. И тоа е исто тоалата и тука и тоа има исто, но? Можете Аха. Тогаш испрска тука, имаше и струјата имаше проблем и машина се исповари со боле и све ништо. Јас мислам дека човек никогаш не треба верба да губи. Да? Дека вербата е можеби единственото нешто што не држи во животот. Како што ви кажав пред малку, човек не треба никогаш да губи верба. Јас денес не дојдов без причина, ја дојдов денес со причина. Да ви кажам дека вие наскоро ќе добиете сосема нов дом. Јас се надевам дека тоа ќе ги смени од корен вашите животи и ќе ви донесе многу среќа. Јас сум среќна што можам ова да ви го кажам. И верувајте ми дека едва и чекам, бидејќи вие како татко и син сте толку убав пример за тоа како треба да се функционира. Толку сите имаат убави зборови за вас. И за вас како татко, дека сте толку грижлив татко, и Андреј дека е прекрасно воспитан, што едва и чекам да ви ја донесеме сите заедно таа среќа. Честитки! Хвала ви, благодарим. Значи сега имате еден ден да се спакувате и да не оставите да работиме. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Денес со нас во куќата кај Андреј е Лидија Маленкова, која што е дипломиран инженер архитект и која што најчесто ќе биде таа која што ќе ни помага во планирањето и во изградбата на домовите, бидејќи сепак ти си стручна во тоа и нас таков човек ни треба. И благодарам што се пријави, прва се пријави да ми се приклучиш и да направиш една вистина многу голема и многу хумана работа, а тоа е да им овозможиме дом на многу семејства. Сакам да ви се заблагодарам и јас на вас што ме примивте да бидам дел од екипата што ќе ги разубавува домовите, односно што ќе им дава основни услови за живот, затоа што веќе еве како што гледаме во куќава на Андреј нема услови нормални за живот. Кажи ми, еве тука стоиме пред едно нешто што е многу голем проблем. Кажи ми, има начин ова да се реши? Ова се, мене ми изгледа, не знам, ова е веројатно најлошата, најтешката реконструкција што во овој серијал ќе ја прави. Да, ова може секој момент да се распадне. Значи, состојбава на куќава е многу лоша и треба од сите објекти што ги имаме, меѓу првите да почнеме да ја средуваме. И тоа треба, според мене, гледајќи ја целава состојба на куќата, да се промени комплетно кровот, да се промени подот, кој што не знаеме што има одоздола под даските. Тоа треба да се провери. Инсталациите исто така, електриката треба комплетно да ја ставиме нова, на некој место очигледно не функционира. Купатилото, ќе ја видиме состојбата на купатилото, денивелацијата на подови што се јавува скоро во секоја соба, некои соби се пониски, некои се повисоки. Така. Зидовите, малтерот од зидовите ќе ја тргнеме, секако ќе ја тргнеме, ќе видиме состојба на полната тула, што знам дека полна тула има внатре. Во каква состојба е таја? Одоздола исто ќе извадиме дел, да ги видиме и темелите, какви се, дренажа ако треба околу куќата да се прави. Многу. Има многу работи. Многу фази треба да поминат. Многу. Овдека планирав да биде трапезарија и седењето од гарнитура, дали ангол на некоја со телевизор од левава страна. Тука да биде спалната соба и работна може соба на таткото, затоа што прилично е голема да искористиме. Врачен кревет може да има тука странично плакари, под прозор може некои бировце со фотели за седење, дури може и комода со телевизор да сака да си гледа кога лежи. Да. И да си има и тој интима. Да, Едва и чекам јас да почна со реновирање и го чекам резултатот. Едва и чекам да видам како ќе изгледа на крај. Фала ти многу.
конечно започнавме со работа на куќата. Најпрво го вадиме целиот стар мебел од внатре. Ги вадиме старите прозорци, старите врати и се она што ни смета за да можеме да работиме. И овде има повеќе работа од колку што можевме да замислиме. Сега, кога куќата е празна, мајсторите можат да влезат и да почнат да работат. Дали ќе успееме од куќа која што е во ваква состојба да направиме убавица, малку се сомневаме и малку се плашиме, но ќе дадеме се од себе. Драги гледачи, драги пријатели, драги филантропи, ние сме пред куќата на Андре и неговиот татко Сашо во Усје. Како што можете да видите позади мене, мајсторите стварно вредно работат и даваат се од себе што побрзо да го завршиме овој дом. Реално голем проблем беше тоа што можеби полесно ќе беше да изградиме нова куќа отколку да ја направиме старата, ама се нафативме да ја направиме како нова. Што значи дека кровот е сменет, внатре немавме под, сега имаме под, значи има бетон, беше земјен под, немаше прозорци, сега имаме прозорци, значи малку по малку имаме се. А знаете ли зошто имаме се? Благодарение на големите срца, на филантропите и добрите луѓе. Проект Куќа е се уште во зачеток и многу малку луѓе знаат што ние всушност работиме. Но на нашата објава на страницата на проект Среќа се пријавија двајца млади луѓе кои што се по потекло македонци, но живеат со нивните семејства во Канада. Матеј Минчев и Димитар Георгиев, Димитри Георгиев, решија да направат фандрейс и да ги соберат средствата со кои што ги плативме мајсторите. Со оглед на тоа дека има стварно многу работа, тоа ни беше најголемиот трошок. И затоа од срце сакам да им заблагодарам. Но во овој момент сакам и да ги повикам сите оние кои што имаат такви срца, кои што ги исполнуваат да ги прават луѓето среќни, да ни се приклучат во нашата хумана голема мисија, да усреќиме што е можно повеќе деца и повеќе семејства. Ајде сега да видиме што се направиле мајсторите. Во домот на Сашо и Андреј ќе менуваме се. Нема да остане ништо старо, освен можеби старите цигли. Нов под, нов кров, нова електрична инсталација и нова водоводна инсталација. Ништо нема да биде исто, но затоа треба многу да се работи. Благодарение на компанијата Eurovia, домот добива и нови прозорци. А тоа е исклучително важно за енергетската ефикасност за која што ние многу се грижиме.
Овде сме со Оливер, кој што ни е главен мајстор за оваа куќа и кој што навистина дава се од себе и тој и неговите работници, пријатели, соработници, да завршат што е побрзо во една исклучително тешка куќа. Многу тешка, да. Многу тешка што стававме сега денес, како што гледате, има бетон ставено околу куќата. Вонатре ставивме и плоча, арматура. Денеска заврши и кропџиите, да кажам, лимарите. Така. И остана уште вертикали. Многу Ќе работа. тераме многу работа. Затоа ќе тераме понатаму колку што Значи, може. до сега, морам да признам за краток период, има нови прозорци. Да, и тоа заборавив, има така. прозорци. Имаме кров нов, Да. имаме од земјен под, сега имаме бетон веќе. Бетон, да. Имаме во дворот бетон. Да. Значи, многу брзо ќе почнеме и со Сега ни остана фини уште работи. електрика, да, електрика ни остана, гипс картон унатре и веќе почнуваме со фасадата надвор, па да средиме и оградата. Ова што го правите не е само градење на дом, туку е градење на среќа и затоа јас сакам да ви кажам благодарам од срце што давате се од себе. Но тука се и нашите спонзори Eurofarm кои што сакаат да ви кажат благодарам и да ви кажат дека знаат колку е тешка вашата работа и затоа имате еден специјален производ, ова е за тебе и за твоите соработници, Ice Power. Секоја Power, вечер да. после работа се мачкаш и стануваш како нов. Значи ви треба магнезиум и ви треба C плюс D. Ова е све за вас. Повели Благодарение и за на него, другарите. да нема да бидеме укочени са бајле. Јас сега ве оставам вас да си работите и се гледаме пак наскоро. Одам ја да си бркам моја работа, значи тука ни се поделени работите. Мојата работа е да најдам се што треба за домот и за следните домови, а нивна работа е се Ние да да стават у сработиме. ред. Да. Фала ти многу, другаре. Ајде. Чао. Епа, драги гледачи, денес сме во градот под Исарот, значи во Штип. А зошто сме денес тука, ќе ви објаснам на кратко. Овде се наоѓа Аџико Home Center. Во него можете да најдете се, од игла до локомотива. Но не само што може да најдете се, тука има и луѓе со големи срца кои што ни кажаат: дојдете кај нас, секогаш сте добре дојдени и можете апсолутно да земете се што душа ви сака за луѓето на кои што им треба. Што значи дека ако купувате, ако имате потреба од било што, дојдете специјално во Штип, а сега и во Гевгелија, купете се од Аџико, не само најдобро, туку и неевтино. Мислам дека денес ќе имаме одличен шопинг и нормално за тој шопинг ни е потребна кој друг ако не Лидија Маленкова, која што е секоја со нас. Здраво, Лидија. Ти си била до сега во Аџико? Во Аџико не. Во Штип, да, во Аџико не. Сега ќе видиме што има. Мислам дека многу ќе ти се свига, значи денес го премуваме домот на Андреј и на Саша. Значи ќе биде тоа типично машки дом и машки дизајн. Да видиме горе што све има и што ќе одбереме. Ајде да видиме прво. Епа јас и Лидија тука сме во Аџико, како што може да видите, испремни сме за омилениот дел од мојата работа. Тебе омилен дел ти ова од работата? Најубав кажи? Да. Да ви кажам нешто, тука има толку многу работи, што ја не знам од кај да тргна. А на зелено да направиме? Може. И ова многу ми се свиѓа. Тоа со тоа одговара. Ова е убав. Ми се свиѓа, да. И ова е убав. Ми се свиѓа. Овој највише ми се свиѓа од сите. Од мене може. Што се однесува до тебе? Еве оп. Ама ова е по-стилски со оние. Ајде. И со шолик. Јаш има тука разни, класични и секакви. О, стигнавме до тенџерињата. Знаеш што многу ми се свиѓа? Што у Аџико ги има тенџерињата, ја највише што ги сакам. Ево овие. Се најквалитетни, металац, а види какви се ретро. Јас сакам да им направам еден ваков комплет. Ставајте така. Да ја скршиме нешто. Така. Што они се големи луѓе. За гравче варење. Ете така, за чорба и за гравче. Чекај. 2, 3, да, таа е уште. А ова е враг. Перниците секакви ги имаат. Како што можеш да видиш, да не знаеш човек што да одбере. Има и други бојчки? Може, супер. Одлични, па Добри боите ми се. баш не одговараат. Добри се овие. Фала. Добро, значи те писите кај ни се. Масички мали не требаат. Овие.
Па, овие за кај може? Многу ми се свиѓа оваа боја. Да? Многу ми се свиѓа. Ето. А Джико, значи, има работи кои што не очекував дека ќе најдам. Еве ги ламинатите. 60 квадрати имаме некаде под ламинат. Овој? Да. Мене овој ми се свиѓа за кај Андреј. За кај Андреј? Да. Може Баш овој? ми е машко сериозен кај. Ваков? Да. Стигнаа и мајсторите кои што работат на сосема нова електрична инсталација, бидејќи старата не само што беше стара и дотраена, туку беше и вистински опасна да се живее во таков дом. Пристигнаа и нашите пријатели Хромак, а без нив нема градба. Lotus Design е бренд на реномираната компанија Звезда Комерц од Неготино за производство на мебел за бањи. Изработката е со најсовремена опрема и високо квалитетни материјали. Нивната палета производи е застапена во салоните за бањи во сите градови низ земјата. Докажани се со врвен квалитет, низ 13 години искуство и задоволство на нивните клиенти. Но тие се и општествено одговорна компанија, која што за некои од домовите во проект Куќа донира и мебел за бањи.
Работиме веќе со денови и направивме навистина многу, а личи како ништо да не сме сработиле. Во овој дом работата како да нема крај. Малку по малку, оваа куќа почнува да личи на вистински дом. Работиме на фасада, изолација, нов кров. Благодарение на нашите пријатели Хромак, кои што со нивниот асортиман, бои, лакови, изолации и стиропори, се секогаш со нас, ние можеме да направиме чуда. Стариот кров, кој беше еден од најголемите проблеми на овој дом, конечно ќе оди во историјата, благодарение на компанијата Road Legends од Чикаго. Овој дом ќе добие нов кров. Ви благодариме. Додека мајсторите многу напорно и вредно работат на домот на Андри и на неговиот татко Сашо, ние сме овде кај Мигалацевски, нашите верни пријатели кои што секогаш и во секој дом не поддржуваат. Денеска ќе разговараме со Сара и со Анета да видиме какво изненадување овој пат за оваа куќа ни приредија тие. Здраво! Здраво! Како сте? Супер, како си здраво? Одлично, секогаш кога сум кај вас, ми е супер затоа што ги имате апсолутно најубавите канцелари во свет. Секогаш ги правите најубавите, особено кујни, и затоа сакам денес да ми кажете тоа, спремни сме, можеме? Ајде. Девојки, кажете ми сега што имате вие спремно за куќата на Андри и на Саша во Усија. Со оглед на тоа што стварно секогаш изненадувате, сакам да видам што денес ќе ми изненадите. Вака, како и останатиот мебел, така и кујната. Работавме во постојана комуникација со Лидија. Така што бидејќи се создаден нов простор, како ходник, кој што го немаше во претходната, тоест во сегашната постоечка ситуација. Така, ја затворивме вратата од тоалетот. Да, влезот за тоалетот дојде од другата страна. Тоа е супер решение, фала Богу. Да, така добивме многу поголем простор за да можеме да направиме една аголна кујна. Која што ќе биде многу пофункционална, поголема. За разлика од претходното решение. Претходно имаше импровизирано, реално мало кујниче, трапезариска маса немаше, значи овој пат сето тоа, целиот тој простор ќе го направиме како една целина, нели? Кажи ми, молим те, дали имаме избрано како ќе изгледа кујната? Мене тоа највише ме интересира. Така, како што вика Сара спомена, значи станува збор за аголна кујна, која што покрај функционалноста пред се треба да биде и модерно издизајнирана. И лесно одржлива затоа што во домот живеат двајца мажи. Така е. Да го земеме во обзир. Материјалите кои што ги избрав исто така се лесни за одржување, значи тоа ни е многу важно, многу голем услов во дизајнирање на оваа кујна. Исто така одбравме
дизајн, значи секој отделен елемент ќе биде многу лесно за користење, значи висечките, горните елементи лесно ќе бидат пристапни на кујната. Нема да ставиме рачки, односно ќе биде лесно отворливо од долниот дел на горната зона. Исто така и долните елементи, значи внимателно ги проектиравме со тоа што ќе го искористиме буквално секој сантиметар во просторот кој што ни е достапен во кујната. Одлично, да. Бидејќи сепак ова станува збор за зона за готвење во домот, мислам дека и најмногу се користи од сите останати простори во текот на денот и исто така има. Ја мислам дека најмногу се користи пред телевизор местото во домот. Особено од машките членови на фамилијата. Малку шега не е однес. Случајот станува збор за машко семејство, така да мислам дека ќе уживаат во новата кујна во домот. Одлично. Јас сега ќе ви дадам уште една задача, таа знам дека уште не е спремна, ама ќе направите и комода за дневно. Така. И бидејќи овој простор ќе биде една целина, значи овој зид тука го рушиме. Лидија не е тука све да не објасни, ама јас све знам. Значи комодата би требало да е иста со кујната и трапезерата. Така, бидејќи станува збор за отворен простор, значи интериерата од отворен тип, треба да се бидат компатибилни зоната за одмарање, релаксација од дневната просторија заедно со зоната за готвење и конзумирање на храна, односно кујната. Значи визуелно просторот ќе се биде компатибилен и модерен. И ќе видиме на крај како се до тоа ќе изгледа. Ја воопште не се сомневам како ќе изгледа. Фала ви многу што сте толку вредни, што толку многу не поддржувате и што секогаш сте тука за оние на кои што им треба помош. Тоа ми значи многу мене, но најмногу им значи на семејствата на кои што им помагат. Ви благодарам, Мега Лазарски, што сте наши пријатели секогаш. Во следната емисија ќе гледате. Да, уште штекери остана и прекидачи когасо. Добро, овдека ни одат плочките не стигнаја. Да. Без разлика до кој да стигнав, тоа е голямо животно искуство што ќе памтам цел живот. Секако да. Да. Ја ти препорачувам да не се откажуваш од својот сон. Овде сме на последната фаза од припрема на куќата во Усие и секој момент треба да стигнат Андре. Ние чекаме, нив ги нема уште, жешко е многу.